Почитувани гледачи, во емисијата Нега и здравје ќе разговараме со Анита Гипсон, наша сограѓанка родом од Тетово. Анита повеќе од 3 децении живее и работи во Лондон. Таа е авторка на бестселерот Неверојатни вистини, вистински лаги за канцерот, книга која од 2018 година, кога беше промовирана во Македонија, најде на голем интерес па се до денес. Анита не застанува тука, затоа ја поканивме во оваа емисија за да ја запрашаме за незините планови за незиниот живот. Ретко кој не ја познава Анита во Тетово, но за оние од помладите генерации раскажете ни кратка биографија за вас. Кога заминавте во Лондон? Добар ден, ви благодарам на поканата и на најавата. Особено се чувствам почестено што сум баш денес со вас во ова празнично издание. Ви сакала пред се да ви ги честитам великденските празници на вас во студиото и исто така на гледачите во Тетово и во регионот. Да, јас сум тетовчанка, значи родом сум од Тетово, генерација 64-та, на почеток ученик на основното училиште Лирија, понатаму гимназијата Кирил и Пејчиновиќ во генерација 63-та, 64-та. Потоа заминав на студии во Скопје, студирав англиски јазик и литература и веќе во 86-та година, што требаше да биде план да се остане 3-4 месеци, планот се промени и останав во Лондон, сум сега на 30 и нешто години. Така, пред неколку недели на социјалните мрежи објавивте дека нема да бидете активни. Што се случува со вас? Се загриживме, дали сте добро? Да, одлично се чувствувам, ви благодарам на грижата, сите сме супер. Едноставно се најдов во ситуација да морам да приоритизирам каде сум најпотребна. Активно сум ангажирана на неколку проекти, кои одеднаш сите зедоа зама во исто време. И морав да приоритизирам и од нешто морав да се откажам. Првин книгата Неверојатни вистини, вистински лаги за канцерот конечно искочи во продажба. Скоро година дена откако ја најавивме, во Обединетото кралство, верувајте, ова беше проект сам по себе. Требаше да се поминат стриктни, ригорозни процедури, кои тука се задолжителни и одземаат многу време. Значи имаше многу работа околу книгата. И додека се дојде на ред да се оди во принт, иако форматот во моментот е дигитален, веќе некои работи беа и застарени, морав да се навратам на книгата, да направам еден апдейт и тоа плюс одзеде време, значи. Така да, овој период баш за мене е навистина многу бизи, навистина сум многу зафатена. Дали размислувате на пишување на втор дел од Неверојатни вистини, вистински лаги за канцерот? Со оглед на тоа дека работите се менуваат, понекогаш преку ноќ, што важи денес, веќе не важи утре, и да се поминува еден толку трновит и скап пат на истражување и пишување на книга, мислам дека во моментот бар не е опција. Така. А која е вредноста на книгата? Што мислите дека книгата постигна најмногу? Вредноста на книгата Неверојатни вистини, вистински лаги за канцерот е во својата основа ја доведе состојбата канцер под прашалник во јавноста. Беше и се уште е предизвик на конвенционалната медицина со прашањата, например, зошто заболуваме од канцер. Веќе не прифаќаме одговори како што е лоша среќа. Понатаму, зошто и понатаму терапиите се сведуваат на тие истите од пред 50 на години плюс. Значи, каде понатаму со толку мал процент на успех и така натаму. Значи, најголемата вредност на книгата е впрочем сознанието дека се има опции, дека мораме самите да земеме активна улога во своето здравје, дали е тоа во превенција или со лекување.
Исто така од огромна важност е сознанието не само преку оваа книга, туку тоа е веќе нешто што се повеќе зема замак, всушност врската помеѓу телото и умот, дека не можеме да бидеме успешни во постигнување на еквилибриум во организмот без негување на двете основни примарни компоненти, како што се тело, ум, нели? Премногу долго конвенционалниот начин на лекување беше среден на лекување на телото, а умот беше некако запоставен. Како и спиритуалноста, например, или физичката активност, исхраната. Со други зборови, книгата многумина ги запозна со новата наука на епигенетика и незината важност за нашето здравје. Бевме сведоци преку социјалните мрежи за огромната побарувачка од вашата снимка, последователно на рапидна терапија со хипноза, што ја одржавте онлайн, така наречена терапија за наредба на клетките. На што се должи овој интерес? Што е всушност рапидна трансформација со хипноза? Да, бев чудоневидена од бројот на луѓе кои ја побараа снимката и ја слушаат 21 ден. Иницијално групната онлайн терапија беше замислена како една доброволна акција за подршка на заболени од канцер или тие во ремисија, или пак оние кои поминуваат низ хемо или радиотерапија. Терапијата преку насочување на клетките кон излекување подпомага да се реинсталираат негативните верувања и убедувања дека ние самите не можеме ништо. Значи, преку хипносеансата се подпомага да учествуваме директно во подигнување на имунитетот и свеста. Дека нашата улога во излекување или справување со болести, вируси, бактерии, што е да е, најефективно можеме да го направиме самите, значи со верба во нашиот имунитет. Многу често губиме верба во самите себе и во својата контрола над себе. Мислиме дека оздравувањето е нешто што некој треба за нас да го направи или врз нас да го направи, да ни даде нели лек и да не оздрави, запоставувајќи се себе и својата огромна моќ да земеме директно учество во самоизлекување. Над 300 или поблиску до 400 луѓе изразија желба да ја слушаат снимката. Луѓе, значи, кои немаат директна релација со канцер, но сепак снимената аудиосеанса се состои во голем дел од сугестии кон подигнување на имунитет или имунскиот систем. Така да само може да спомогне, значи не може да одмогне. Други пак ја слушаа како медитација пред спиње, што е окей. Значи, RTT или рапидна трансформација е подгранок на психоанализа, модел кој комбинира когнитивно-бихевиорална терапија, неуролингвистично програмирање и се разбира хипноза. Преку состојба на хипнотички транс, кој не е ништо друго, туку длабока релаксација на нервниот систем, успешно навлегуваме во подсвеста. И тука откриваме, менуваме и се справуваме со се што оставило траги и лузни дури од најраното детство и кои во голема мерка ни го диктираат нашиот живот. И секако, нели, здравјето. Преку стари, спуштени програми, наследени од нашата најблиска околина, работи кои мислиме сме се справиле со нив, но всушност се станале длабоко сокриени, потиснати во подсвеста. И значи потребата од ваква една терапија е показател дека свеста се буди и се издига на повисоко ниво. Познато е дека во состојба на мака или предизвик се доаѓа до надградба на свеста или како што знаеме да кажеме се будеме и растеме. А состојбата во која моментално светот се наоѓа е навистина еден предизвик за сите и тоа од енормни размери и на луѓето им треба нели помош. Се повеќе луѓето ја препознаваат важноста од корелацијата на ум-тело. Умот игра огромна
улога како ги доживуваме работите. Например, оваа пандемија. Не се работи во тоа што се случува толку околу нас, туку значењето кое го припишуваме на случката и што тоа значи за нас. Значи, умот ни сугерира дека ова нешто кое ни е наметнато, ние не сме во контрола, ова сигурно ќе донесе многу лоши последици и што е на некој начин нели дека некој ќе умре, а што ако се нема за леп, значи се населува стравот во коски и тоа ни нанесува психоза, се одразува во анксиозност, која пак го нарушува нели имунитетот. И на тој начин настапуваат болести на физичкиот дел или на нашето тело. Каков е одзивот на книгата по Обединетото кралство? Книгата всушност за многу кратко време, морам да кажам, достигна огромен интерес, што навистина ме прави особено горда од неколку причини. Прво што британскиот е голем пазар. И конкурентноста е исто така голема, значи има книги од врвни стручњаци, истражувачи, медицински експерти и така натаму, значи на тема канцер. Значи, да оваа книга си го најде местото под сонцето во Британија, помеѓу сите овие силни книги е огромен успех. Од друга страна пак, ова самото по себе нели е индикација дека алтернативната медицина или холистичниот пристап кон лекување на болести се повеќе зема замав, дека моите уверувања, стекнати од 8 години неуморно истражување, нели се поклапаат со овие водечките книги на иста тема. Значи, еве една информација, например, од маркетиншки аспект, за 5-6 дена добивме 30.000 прегледи на објавената книга, дека книгата официјално е во продажба, 1300 конверзии, што значи engagement, на некој начин луѓето кликнале да се информира за што се работи, од кои имавме 300 продадени книги. Значи, ова навистина е одличен резултат. Сега, истовремено и поради состојбата со вирусот, значи со COVID-19, добротворното здружение Yes to Life, тоа е здружение за поддршка на канцер пациенти, од кое здружение јас сум голем дел. Тие западнаа во финансиска криза. Во тој момент одлучив средствата од продажбата на книгата да ги пренаменам за нивна помош. Всушност и добротворниот и хуманитарен сектор е првиот на удар од финансиски руин. Така. На кои проекти работите моментално? Сега сум навистина навлезена во следната фаза на книгата. Како што реков, активен член сум на здружението Yes to Life во Обединетото кралство, кое се бави сега со интегративна поддршка на заболени од канцер. Што е интересно е да се спомене во врска со нив е дека ова здружение е едно од ретките кое е самостојно и се самофинансира. Значи не зависи од спонсорство од фармацевски куќи или козметички куќи, кои повеќето служат нели како мегафон и маркетинг на производи на оние кои ги спонсорираат. И всушност не се навистина некоја посебна помош, сега се разбира, нели треба да се земе во обзир и да не се запостави моќна припадност на поддршка на некој сојуз на група на луѓе кои се наоѓаат во иста ситуација и поминуваат низ исто патешествие. Сепак, работата на Yes to Life е многу по-significant, се состои во истражување и пронаоѓање модели на поддршка на заболени од канцер, кои или се во процес на примање на конвенционални терапии, хемо или радио, или се во ремисија, или се ново заболени кои се во ситуација нели да изберат стратегија на лекување, па на истите на пример се даваат информации за опции кои се соодветни на нивната диагноза. Сега што е интересно е дека одборот на ова здружение
се состои од членови кои придонесуваат со своја експертиза. Тука се онколог, имаме лекар по интегративна медицина, натуропат, нутриционист, хомеопат, психолог, йога инструктор, коуч по медитација, психоанализи, хипнотерапија. Значи, се пристапува на состојбата канцер од сите можни страни. Научно докажани, но и анегдотски успеси, значи и постигувања и бенефити од одредените терапии, лекови и така натаму. Значи, се во правец на надминување на канцерот, на справување и на менеджирање на состојбата. Значи се работи во превентива, како да се спречат метастази, например, и на кој начин да се постигне апоптоза. Ова е каде што јас највеќе инвестирам време, значи тука се споделуваат мислења, истражувања, споделување на искуства, во склоп на одборот се формираат протоколи, кои се повеќе се покажуваат и докажуваат како успешни, значи многу поуспешни отколку само конвенционалниот метод на лекување. Значи се работи на комбинирање на алтернативното со конвенционално и плюс некои се додаваат на таа формула лекови, како што се, например, аспирин, некои од познатите антибиотици, плюс минус суплементи, соодветна исхрана, која е соодветна на диагнозата. Значи, сите овие сегменти заедно донесуваат на вистина шокантно позитивни резултати. Значи, не се работи за промовирање на едни и дескредитирање на други. Мораме да сватиме, нели, и свесни сме дека во над 80% од ново заболени од канцер ќе се подвргнат на конвенционални терапии. Тоа не можеме да го оспориме. Алтернативната медицина, од друга страна, не е се уште поддржана или патентирана или промовирана од официјалната медицина, барем не во Обединетото кралство, например, во Германија, во Швајцарија, во некои други земји се применува алтернативната во паралела со конвенционалната. Значи, друг проблем што се во Македонија е исто така, нели, финансиите. Да, кога би оделе само во правец на алтернативна медицина, во Македонија тоа би било проблем, така да интегративниот начин на лекување на канцер мислам дека би бил навистина многу поуспешен. Значи, знаеме, канцерот е многу скапа индустрија, заболените од канцер не можат во голем дел да се дозволат лекување во странство, многу често органската храна не е достапна, суплементи се или скапи или толку многу пак ги има, навистина е еден лавиринт во кој заболените се оставени сами на себе да лутаат, што да јадат, што да употребуваат, кои суплементи да ги користат и кои се контраиндикациите со лековите кои ги примаат. Значи, од друга страна пак сите тврдат дека баш нивната терапија или третман е тој што е кредибилен и е тој што лекува, нели? Затоа што луѓето многу избунети. Значи, моje мислење од искуство можам да кажам дека се си има свое место и со правилен сооднос може да се постигнат огромни резултати, но ништо само по себе не може да се издвои, барем се уште не, да се издвои една терапија само по себе дека би била успешна и дека би ги покрила сите аспекти од болеста или од состојбата. Така да дојдовме на идеја да овие модели протоколи кои се веќе во примена, значи тука, да ги направиме да бидат достапни до заболените од канцер во Македонија. Тоа е сега мој нов проект. Ова не е едноставна работа, затоа што се работи за лекови, третмани, суплементи, кои се, например, достапни во Обединетото кралство и некои од нив произлегуваат, например, од кинеската медицина или јапанската исхрана, или ајурведа, или така нешто, што не се секогаш достапни во Македонија. Значи, ќе мораме и работиме на тоа да изнајдеме соодветни замени
како би го постигнале овој сакан ефект. Значи, под нашето подневје пак, во Македонија постојат билки и тревки кои се навистина многу вредни за внимание, да се споминат. А заземаат многу важно место во некои од протоколите како дел од, например, фитомедицината. Од тука произлегува и мојата заложба за онлайн платформа, каде ќе успееме да одговориме на потребите на заболените од канцер и во Македонија, како со по-безбедна диагностика, така и со посоодветни протоколи ќе може да се надградат и модифицираат, значи во последен момент, што би се рекло, како резултат на нови истражувања кои скачаат на површина секојдневно. И тоа изгледа како многу подобра идеја отколку да се напише уште една книга. И навистина овој начин верувам дека ќе успееме да обезбедиме на многу поефективна структура на поддршка на заболените од канцер наместо поддршка од широк спектар, кој може да биде многу поопасен и да загрози или да наруши многу повеќе од тоа што може да помогне. Например, читам и инволвирана сум и читам често по социјалните мрежи, нели, канцер пациенти споделуваат информации, се советуваат едни со други, сугестираат во врска со третмани, терапии, лекови за канцер кои, значи, ги прават нели со најдобра намера од свој искуство, но за жал многу пати ме фаќа страх кога ќе навлезам во некој од постовите, кога и колку лаички совети може да, наидувам на многу некои совети кои навистина не се адекватни и може само да наштетат. А честа е ова појава по социјалните мрежи, по групи што во својата заложба, нели, сакаат да помогнат многу често, но мора да се биде навистина предпазлив во врска со ова. Така, како вашето здружение помага на лицата заболени од канцер во услови на пандемија и на изолација со оглед на тоа дека оваа категорија спаѓа меѓу високоризичните? Видете, во изминативе 3-4 недели неуморно се работи на поддршка на онколошките пациенти кои се во изолација тука. Државата, како што напоменав на почеток, издаде листа од 1,2 милиони имиња, листа на имиња кои спаѓаат по највисоко ризични. Во оваа листа додуша не спаѓаат само онколошки пациенти, туку и други. На овој начин се добива, нели, на приоритет при нарачки на храна, како што објаснив на почеток, и на други услуги, значи да се обезбеди ефективна заштита на заболените од канцер. Дружението по пат на волонтери обезбедува транспорт, посредува измеѓу лекар аптека, достава на лекови, суплементи, обезбедуваме флеботомисти, медицински персонал кој овозможува примање на хемотерапии во домовите на најзагрозените, а и поддршка како посттерапија, например, и ред други работи. Значи, Здружението соработува со NHS, кој е државната медицина, и со приватниот сектор за испомош и поддршка на своите членови, кои, како што мислам дека реков порано, бројат над 4000. Интересно е да се спомене дека од скоро се повеќе сме сведоци и на официјалната медицина во Британија, дека советува начини на подигнување на имунитетот преку исхрана, суплементирање, вежби, така натаму. Ова не беше случај на почеток на епидемијата, а покасно, нели, пандемијата. Додуше и ова што се советува сега со подигнување на имунитет е само до оној момент до кој ќе се појави одеднаш, нели, вакцина, сега тоа се очекува, које ќе ни ги спаси животите. Значи, Британија, како што реков, избра стратегија на одбрана од COVID-19 по принцип на колективен имунитет, но тоа значеше во тоа време се уште до некаде, кој преживее,
и нели да очекуваме дека голем број нема да преживеат. Значи немаше ни зборот дека за имунитет или неговата улога или освен на миење на раце и седење дома не се слуша совети од официјалната медицина дека би требало можеби да се поведе рачун и на имунитетот. Сега статистиките упатуваат на фаталности според старост, нели, на високоризични групи во кои спаѓаат, нели, рековме онколошките пациенти или исто така диабетис, коронарни заболувања, па понатаму, нели, луѓе со висок килограми, со висок притисок, пушачи. Значи, што ова всушност значи во превод? Дека вирусот е опасен кај луѓе со компрометиран имунитет. Еде тоа значи во превод. Некаде, нели, заради старот, некаде заради болест или пропратни здравствени проблеми, но се тоа укажува, нели, на нарушен имунитет. Но никако тоа да стане дел од официјалната медицина, како што реков до сега, веќе почнаа да менуваат реториката, барем тука во Британија. Се извинувам, во Македонија на почеток, се сеќавам, на епидемијата некои од епидемиолозите, чак што више, нагласија дека имунитетот не игра улога, ниту пак може да помогне во одбрана и надминување. Навистина ова ме вадеше од такт и наместо пораките да бидат луѓе седете дома, изолирајте се, мите раце, сменете си ги навиките, исприте тоа цигари, алкохол, сменете си го начинот на исхрана, вежбајте, шетајте, внесувајте витамини, минерали, протеин. Точно дека имаше и некои, нели, од медицинските лица на своја рака, кои по социјалните мрежи знаеа да кажат и да пишат по некој пост, дека ете добро е да се зема, например, витамин С или нешто слично, но и тие самите беа исмејани од своите колеги по неколку наврати. Јас бев сведок на такво нешто. Ви благодарам многу на разговорот. И благодарам и на вас и секое добро. Секое добро и на вас. Пријатно. Пријатно.